Недела на срцево-садовни заболувања или заболувањата на срцето и крвните садови. Добро знаеме дека срцево-садовните заболувања се причина број 1 за смртност на населението. Затоа и неделата за одбележување на овие болести и се делува повеќе на превенцијата, да се превенираат овие болести кои може да предизвикат многу страшни последици, инфаркти и инвалидност кај луѓето. Разговараме со магистер Киро Бојаджиски за тоа како на природен начин да се превенираат срцево-садовните заболувања. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата на Канал Плюс. Добар ден, добро ве најдов. Темата е многу сложена и многу трагична, меѓутоа добро е да поразговараме на оваа тема и за заштита на луѓето, уствари за заштита на срцето на луѓето, како еден од најважните органи. И добро е да кажам во почетокот, се операции и се друго може да се применува и со успех да бидат превенирани сите заболувања на срцето и крвните садови. Ние сме тука да објасниме, имаме изобилие на билки, посебно во Кочанскиот крај, да објасниме како на природен начин можеме барем да помогнеме да се намали бројката на овие заболувања или да се превенираат срцевите заболувања. Најпрво ќе споменам од вашето искуство да кажете колку луѓе кај вас доаѓаат да бараат чаеви за превенција на овие срцеви заболувања или можеби доаѓаат кога веќе е доцна, односно кога веќе го имаат проблемот. Да кажам прво дека многу причини има за тоа да се луѓето доведат во ситуација да имат проблеми со работата на срцето. Има разни манифестации на заболување на срцето, од баналното срцебиење, како викаме, стенокардија, но и до затнување на најголемите крвни садови, како што се артериосклероза, потоа до затнување на аортата и до лошо функционирање на срцевите клапни или ушите на срцете, како се викат. Причини има многу повеќе за тоа, како што се алкохолизмот, тутуното, особено пушењето, дрогата, нередовниот живот, но и стресовите предизвикани од разни причини. Во овој момент да кажам дека голем број на луѓе, не само кај мене, него одат по билните аптеки и кај луѓе кои се проверени добри билколечители, да барат чаре, да барат спас за превенирање, но и за лечење на соодветни заболувања кои стануваат се помасови и помасови, а сами видите, нема книга, нема емисија, да нема некој да не препоручува употреба на билки како превентива, но и како лекови за лечење на срцето и срцевите садови. Кои се тие билки и комбинации од чаеви кои вие ги препорачувате за превенција на срцево-садовните заболувања? За среќа, кај нас ние сме во такво подрачје дека има неверојатно добри билки во голем број кои навистина многу брзо и ефикасно помагат за заболувањето на срцето и органите крвоносните садови најчесто. Еве да напоменам една од најупотребливите и една од најкористените и според мене дури и за време на египетските фараони е користен така наречениот бел глок или зајачка јабука, кај нас во Соговието така се вика. Тоа е растение со бел цвет кој се бере баш во време на цветањето и чајот од белиот глок е неверојатно добра во комбинација со други билки, например со бела имела, со божи дух, со матичина, потоа со, да кажам, и растенија кои што допринесат за привремено или потрајно смирување на нервите, затоа што луѓето што имаат проблеми со срцето изненадано станат нервозни, уплашени и што е многу лошо од таа стресна состојба што се вика од еден удар, сами направат или се доведат во ситуација да имат и така, да кажам, втор, уште посложен удар. Така, например, кај нас чувеното катарче или атарче е извонреден лек за намалување на притисокот, но во исто време атарчето го смирува нервниот систем, ги смирува и нападите на
на нервите околу срцето и на срцето. Па сега, поред тоа што оно има многу пријатен мирис и ние го користиме за ставање во разни сладка, еве, од овој момент нека знаат луѓето дека чај од катарче или атарче е неверојатно и за превентива, но и за лекување на срцето. Так, го намалува крвниот притисок, како што кажете. Го намалува и крвниот притисок, меѓутоа регулира и ритмиката на работа на срцето. Така, ако некој има возбудено срце, има срцебиење, како се вика во нашиот. Може. Да, тоа е тахикардија или срцебиење, како вика нашиот народ, со земање 3 до 4 пати на ден по 150 до 200 грама чај од катарче, тоа исчезнува, човекот се спирува и добро спие, што е многу важно. Луѓето кои имат проблеми со срцето не можат да спијат, стануваат уште понервозни, стануваат уште пораздразливи и негативно делуваат на средината, особено во фамилијата и меѓу помладите, особено кај децата. Начинот на употреба на овие чаеви да ги објасниме, билките ги споменавме, кои се значајни за превенција на срцево-садовните заболувања. Кажавме, Кочанскиот крај во изобилство има вакви билки кои вие ги споменавте. Дали околу Осоговијата ги имаме овие билки кои ги споменавте за ваквите болести? Па ние ги имаме, така кажам, и во двориштата, па и во парковите и во градот. Меѓутоа Осоговијето е пребогато со лековити билки. Ја имам детерминирано нешто над 700 лековити билки, што е големо природно богатство и голема реткост во Македонија. Има и на други места, на колку тука има и каков е квалитетот, што е многу важно, заради јужното изложение на Осоговијето, со тоа што е некој реон повеќе осветлен и потопол, има повеќе алкалоиди, повеќе, да кажам, лековити својства во тие растенија и тие допринасат Осоговијето да биде еден изузетно добар природен извор на многу квалитетни лековити билки. Да напоменам, не само овие што тука ги напоменавме. Има и други. Има и растенија како дрвенасти растенија, не само билки поземати, тревести растенија, има и дрвенасти кои допринасат да биде срцето и крвните садови смирени, прочистени и да за подолго време или трајно да биде срцето смирено. Тоа е дабовиот жир, тоа е буковиот жир, за кој ние сметаме дека тоа само храна на дивечот и на дивите свињи. Напротив, тоа се иззетно лековити плодови од дрвенестите растенија. Потоа тука е шипката. Тоа е најбогато растение со витамин С. С витамин кај нас, а потоа црвените пиперки. Така да на луѓето кои имат тешкотии со работа на срцето, апсолутно во овие чаеви што ги споменуваме, значи белгок и мела обавезно треба да има и плодови од шипка, кои се зацрвени, но ако нема во зимно време, може дури и кората и младите гранчиња од шипката да бидат користени и ситнени и ставени во чајот, за да може да се добие известна поголема количина на С витамин, со што и другите билки алкалоиди во билките кои ги има, биват поарно примени и таа сречна комбинација допринаса да направиме еден изузетно добар лек. Така, значи и ситните билките кои ги споменавте и да кажеме начинот на употреба, колку време треба да врие, дали треба само да се поклопи, да им јаснеме на гледачите. Некои од растенијата треба да се варат, меѓутоа не треба да се преварат како често пати слушаме да се варе 15-20 минути, пола саат, не, никако. Варењето треба да трае максимум 4-5 минути, меѓутоа билките треба да бидат ставени во топла вода, па да се варат оние кои потекнуваат од дрвенасти или од да кажеме, растенија кои се вака поземати, да кажем, како што е шипката, како што се, да кажеме, исто така дрвениот боздел или друго. Но не треба да се варат повеќето од растенијата, треба да бидат само попарени со врела вода, добро поклопени, да одстојат 1,5 до 2 часа, потоа да бидат прецедени, помешани со природен мед и да се пие, ако се работи веќе за поодмакнат стадиум на заболување, 3 пати по 200 грама денеска, последен пат
непосредно пред спање, кога организмот одмара и оно се што го има во растенијата како алкалоиди делува цело ноќ на подобрување на здравствената состојба, односно на смирување на болките во срцето, аритмијата, но и евентуално ако има запушување допринасат да бидат тие исперени, затоа што еден дел од тие растенија делуваат и како сапуна што переме, така и они ги перат однатре крвните садови и се што има наталожено масти, парафини и други соединенија, тие биват однесени преку организмот, преку бубрзите најчесто биват исфрлени. Кратко само да споменеме дека не треба граѓаните кои се болни од срцево-садовни заболувања да се подпираат само на чаевите. Значи, секако пропишаната терапија мора да се прима, но ова може само да подпомогне околу намалување на крвниот притисок, кој е значен фактор за добивање можеби инфаркт или друг мозачен удар. Така што вие друго ќе препорачате во однос не на чаевите, туку можеби еве пушењето го споменавте, масната храна. Кои други работи ги препорачувате, односно совети ги давате на граѓаните за да може да се превенираат ваквите срцеви заболувања? Па од оно што јас стално пратам, пушачите се најзагрозена група, па потоа алкохоличарите. Но на трето место се и дрогерашите. Но има ги кои се мешат. Ем е пијаница, ем пуше, ем се дрогира. Тоа е најранлива категорија на луѓе за кои речиси не помага никакво советување. Не може никој него да го одвикне од тоа негово... Тие пороци, да речеме. Пороци, меѓутоа тоа е самоубиствено однасање према себе, према својот организам. Пушењето е, според доказите што ги има на светско ниво, 63% од пушачите се најранлива категорија за заболување на срцето, а околу 37% од нив умират углавном заради пушењето. Така. Што значи половината од оние кои пушат се во секој случај со едната нога веќе имаат голем ризик така да заболат од вакви заболувања. Така. Према тоа, ако ме сега слушат и нека ми веруваат луѓето кои имат или немат никакви проблеми со срцето, да престанат да пушат за тоа што со пушењето ќе се доведат во ситуација да го упропастат срцето и да имат понатаму далеко поголеми компликации, а со тоа и штета у фамилијата. Потоа ќе мора да биде лекуван по болниците, да прима скапи лекови од аптеките и у крајна линија ќе мора да оде на хируршки интервенции кои се страховито скапи и со многу голем ризик. Во однос на храната? Храната е исто така многу важна. Има добри, оше од кинеското лекување, па и од фараоните, кога посочувале, гледаш ли го овој, каков е он, таков треба да видиш и ти. Посочувајќи на послабите луѓе мускулости, не дебели, не гојазни, и тие шамани или народни лекари од оново време на тој начин се делувале психички. Погледни го овој. Ако сакаш да бидеш жив и здрав, да имаш и добро потомство и долг век, треба да бидеш како овој. Што значи луѓето кои се послаби, спортски градени, кои не се многу дебели и замастени, имат поголеми шанси да преживат и да доживат многу посреќен и подолг живот. Так. Тука ќе го споменеме и стресот. Ќе се согласите дека во вакво денешно стресно време е причина број 1 за добивање на вакви срцеви заболувања. Може ли кратко да ми објасните колку стресот влијае на срцево-садовните заболувања? Едно. И второ, кои чаеви, односно билки, вие ќе ги препорачате за намалување на стресот? Стресот, да не се упуштаме у тоа што може да бидат причини за стресот. Многу причини. Едни се социјални, не има пари, нема пари, домашни расправи, Причините сите ги знаат. Така. болести, страв, сообраќајни несреќи и така натаму, но да кажам дека стресот, после овие пороци за кои изборувавме, е еден од водечите причини, една од водечите причини е и стресот. Доведувањето на човекот психички, но и физички. Стресот не е само психичка состојба, него и секоја клетка е под одреден удар. Тоа мора да се знае. Човекот под стрес не може да се контролира, не може да командува со своите, да кажеме, умствени способности и многу често самиот се доведе у катастрофална состојба
па чак и почне да се пита што ќе биде со мене. Да. Човек во таква состојба станува агресивен, недоволно урачунлив, опасно е да земе да возе, опасен е во животната средина и многу често злочините што се прават на било кој начин, што сега се почесто ги има во светот, луѓето кои што тие злочини ги направат се во стресна состојба од различити причини. Најчесто домашните проблеми и нападите врз жените и децата стануваат од луѓе кои се во стресна состојба, не може да се контролира и оно што го викаме семејно насилство е причина многу често, можеби и најчесто, стресот кај мажите, доведени од разни причини во таква состојба да не може он да се контролира и да резонува и размислува онака како што природата наредува. Така, пред да ги споменеме билките за намалување на стресот, само да споменам дека магистер Киро Бојаджиски остави големо богатство за граѓаните не само на Кочан, ни села Македонија, лековити билки, болести, рецепти, се вика книгата која можете почитувани гледачи на Канал Плюс телевизија, можете и вие да добиете доколку се јавите во наредните минути. Навистина значајно и големо богатство, како што кажав, е оваа книга напишана од гостинот кој е во нашата емисија, магистер Киро Бојаджиски. Тука имаме комбинации, значајни, важни комбинации на чаеви кои можат да превенираат многу болести или барем да ги ублажат симптомите на болестите кои ги пишува тука. А верувајте ми, ги има споменато сите болести и можете да превенирате и да се ослободите од многу болести или пак да ги намалите симптомите, односно ублажување на симптомите, како што кажав. Добро, значи одиме понатаму, кратко само да ни објасните уште која билка, односно кои билки се многу значајни за намалување на стресот. За намалување на стресот ние имаме извонредно добри билки, дури некои се врзани со верата наша, па носат и верски имиња, како што е Божиот дух. Неверојатно добра билка која што ја има во нашиот крај многу, премногу, одејќи према Осоговието, према манастирите, Осоговието, но и у Плячковица. Божиот дух е баш од Бога даден за смирување на живците и за стварање на една многу, да кажам, пријатна атмосфера. Така да оше од оноа време билката Божи дух, која нашиот народ ја вика ментол, е давана на жени непосредно пред пороѓај. Давана е на дечиња кои имат тегоби, кои многу плачат. И дечиња мали може да го Така пие е, така. давано е на раздражливи луѓе, на нервно заболени луѓе. Со еден збор, Божиот дух е стварно од Бога даден да помага. Тука е мајчината душица. Да. Тука е матичината кои превентивно многу добро делуваат на луѓето да ги спират живците, но со тоа и сите најважни органи, вклучувајќи го и мозокот, да ги на некој начин и лечат, но и да спречат понатамошна ерозија на неговото здравје. Па да кажам, и обичната миродија е изузетен лек. Значи нането. Нането. Но постои и дива миродија, која се вика мента или мента пиперита, која има во Осоговието, има плав цвет вретена стака, која е неверојатно добар лек за смирување на живците, па во оноа време, у постарите времења, започнале луѓето да прават и да ги прават првите капсули баш со неа. Како? Здробен у вид на ситен прашок, малку и у залча леп, која е натиснато и малку притиснано, е направено како залче и на оболениот ќе му рече зини, сине или ќерко, зини, пропуште со водичка или со чај или со млеко, со јогурт, испие. Тоа се првите капсули кои нашиот човек тука сам ги смислил, правејќи капсули со леп и лековити билки. Така, природни капсули. Јас ќе се заблагодарам за учеството во емисијата. Верувам дека и понатаму ќе соработуваме, има за што да се зборува со вас, со човек кој сака да објасни на луѓето како на природен начин да се излекуваат многу болести. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме повторно во следна емисија. Благодарам и на вас, но да кажам, ја припремам уште една книга за лековити билки и наскоро ќе биде бело видело и јас се надам и сакам вие да ја промовирате. Па дури ако сакате можете и да редактирате. Со тоа ќе го заокружиме сето мое залагање и допринос за билколечењето, но и за афирмацијата на нашиот крај како еден од најбогатите со лековити билки, кои што
мора да бидат заштитени, затоа што во природни услови сега ги има, но ако бидат премногу експлоатирани и нестручно експлоатирани, можеме да се доведеме сами во ситуација да биде нивниот фонд угрозен. Благодарам за поканата за промоцијата, ќе бидеме присутни секако. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани, тука го завршуваме разговорот. Разговаравме со магистер Киро Бојаджиски како на природен начин да можат да се спречат срцево-садовни заболувања. Само да потсетам, нека се одбележува неделата на срцево-садовните заболувања, токму и затоа разговаравме на оваа тема. Ви благодариме за вниманието.